Со телефоните залепени во нашите раце и нотификации кои пристигнуваат без пауза, уредите го диктираат секој наш потек денес. Притисокот постојано да бидеме информирани, да бидеме во тек со се, може да стане преголем и да не преоптовари. Ово оптоварување ја наметнува потребата од намалување на присуството и користењето на уредите во нашите животи. Денес во приказна ќе говориме за дигиталната хигиена. Горјан Јовановски е екоактивист, програмер, креатор на апликација за следење квалитет на воздухот AirCare, која што ја користат илјадници луѓе на Балканот за следење на квалитетот на воздухот. Длабоко е вклучен во технолошкиот свет, но активно промовира и балансиран однос кон технологијата. Тешко е да се даде еден конкретен одговор што е здрав однос, но тут ставам некој баланс, некоја кохезија каде што ќе може да имаме бенефит од страна на технологијата што денес секако дека постои ни го дава, но да не претераме со истата технологија каде што негативните страни, негативниот импакт може да почне да влијае врз нашиот персонален живот. Така да за мене изнаоѓање, иако е секогаш тоа тешко, одреден баланс помеѓу тоа колку време поминуваме на телефон, на компјутер, смарт-воч, смарт наочари до сега и колку време поминуваме со нашите најблиски во природа, за да имаме некаков баланс во нашите живот. Горјан и самиот практикува дигитална детоксикација кога се наоѓа на годишен одмор. Само контрола. Ние мислам дека толку имаме заразено со технологијата и не грешам, мислам да не лажам јас самиот. Каде што посегнуваш по телефон, имаш некоја навика дека сакаш да провериш некој да не те побарал. Мобилните телефони направија достапни 24/7 за кој било и сега се очекува дека ние треба да сме достапни 24/7. Затоа луѓето наоѓаат потешкоти, ќе отидам на одмор, да оставам све, дека те фаќа сафра на плажа, седиш, леле, би стигнал имејл, може нешто битно е. Мислам дека само е тренинг. Дека лично треба да се тренираме, дека треба да се дозволиме и во текот на денот, но и така континуирано неколку дена, пар пати во годината, да земеме здив од свет, за да се ресетираме ментално, да се вратиме повторно на земјата и да може да продолжиме понатаму, бидејќи технологијата секако ни нуди бенефит, но тој баланс што упорно го зборам е круцијален и треба да го вежбаме така пар пати во годината. Не само што би го практикувал тоа, сум го практикувал тоа и го практикувам сега. Имаше случајно да појдам на одмор, знам дека ќе бидам таму 10 дена и од паника ќе го земам лаптопот со мене, да не затреба, имам мој стартап, па да не затреба нешто да искодирам, да направам, не дека немам тим кој што тука ќе може да покрие, но од чиста паника. И се тренирам тамо, не го пипкај, го ставам лаптопот, не знам, во сеф ќе го заклучам, па ептенако екстремно си направам тешко да треба да стигнам до него. Така да верувам дека може, но само треба да сватиме дека мораме да се исклучиме од момент на момент и да земеме некој здив. Бидејќи ако дозволиме секојдневието да ни стане момент пред екран и ништо друго да не гледаме околу нас, светот ќе ни помине, дури ние рефрешираме да видиме кој е најновиот пост на Инстаграм и на Фејсбук. Според Јовановски, потребно е да го заштитиме нашето ментално здравје. Социјалните медиуми, па дури и професионалните медиуми, како што е LinkedIn, сега стануваат многу токсично место според мене. Моментот на анонимност на интернет дозволува секој да се прави на највеќе фраер во мало, што го викам. Тоа без никакви дополнителни реперкусии, што е многу лошо. Се постираат само најдобрите страни од нашите животи и ние кога гледаме некој леле, па зашто јас не сум таков, нема благе везе. Дури и во нашите предприемачки кругови каде што сум јас, на LinkedIn ако отвориме, сите на LinkedIn, најголеми успеси, ова, тоа постигнуваме, и ако човек гледа, ќе падне во депресија, ќе рече па јас не сум така, види ги сите успешни околу мене, само јас некако не стигам до тој успех. А реалната слика е далеку од тоа што се прикажува континуирано на социјалните медиуми и преку технологиите. Што значи дека мора да сватиме дека не све што гледаме е вистина, туку тоа се најчесто добро прикажани слики, добро урамени слики, што сакаме другите да видат за нас, и да престанеме да се споредуваме со другите, гледајќи ги на социјалните медиуми, за да се го заштитиме сопственото ментално здравје. Негова максима е технологијата треба да им служи на луѓето, а не обратно. Технологијата не само што треба да ни служи нам, туку треба да научиме правилно да ја користиме. Сега се појавува вештачка интелигенција, сега се појавуваат дополнителни генератори на слики, на видеа, на звук, каде што ќе настане нов шифт во светот на технологијата и како ја користиме. Мора да сме во тек со неа, но и да научиме правилно да ја користиме за да не ни штети, туку континуирано само да ни помага.
Развојот на дигиталната отпорност и усвојувањето на безбедносните процедури доведуваат до состојба на оптимално здравје и општа благосостојба во дигиталната сфера, која се нарекува и дигитална благосостојба. Луѓето сега имаат лесен пристап до дигитални алатки за личен развој, информации за здравствена заштита, групи за поддршка на интернет и образовни ресурси. Преку безпрекорна комуникација и поврзување на далечина, технологијата ги промовира социјалните врски и го намалува чувството на осаменост. Луѓето можат да останат во контакт со пријателите, семејството и заедниците благодарение на дигиталните платформи, социјалните медиуми и апликациите за пораки, кои ја подобруваат социјалната благосостојба. Многу аспекти на животот станаа поефикасни и поудобни благодарение на дигитализацијата, но покрај добрите аспекти, дигиталните алатки предизвикуваат и проблем. Станува збор за нешто што е голем проблем и ќе станува поголем проблем, бидејќи технологијата е нужен дел од нашето секојдневно живење. Со самото тоа ја користиме секојдневно, ризиците до степен да е нормализирана континуирана употреба, што е само по себе проблем, и затоа дигиталниот детокс е нешто што се чини се поголема нужност. Дигиталната детоксикација е свесна одлука да се исклучиме од онлайн светот, да ги исклучиме нашите мобилни телефони, лаптопи, компјутери, паметни телевизори и таблети на неколку дена, неколку недели или дури и на подолг временски период. Ова исклучување може да биде целосно или дозирано. Можеме да го ограничиме времето поминато со екраните за време на процесот на дигитална детоксикација. Што значи дигитален детокс? Значи свесно, намерно, намалено користење на, би рекла, главно на мобилните уреди, тие ни се најчесто во рака, иако тука влегува општо и компјутери, лаптоп и таблет, меѓутоа генерално проблем се телефоните. И подразбира одлука да намалам со користење или пак во одредени периоди да го прекинам користењето на дигитални уреди. Дигиталната благосостојба е способноста една личност ефикасно да управува со негативните влијанија на технологијата врз нивниот професионален и личен живот. Целта на дигиталната благосостојба е да промовира здрава употреба на технолошки уреди и дигитални услуги. Првиот чекор за поставување здрави граници е свесност кај родителите. За жал, сакам да истакнам дека имаме се почесто ситуации каде што родителите го имаат истиот проблем како децата, кои што исто така користат прекумерно мобилни апарати, социјални мрежи, играат на компјутер, они се одмараат родителите играјќи на компјутер. Или ги возат своите деца, не знам, на пат некаде, давајќи им на дечињава или монитор на коливе позади, или телефони за децата да бидат мирни. Или така седат на ручеци за децата да им бидат мирни. Значи, првиот чекор е свесност. Ако имаме свесност, можеме да поставиме граници. Како? Прво се договараме. Например, го ограничуваме времето. Кога може? Дали може 1 или 2 часа во ден, дали може 3 или 4 часа, ако евентуално користи компјутерот или телефонот за да се најдат материјали, содржини и така натаму, зависно од динамиката. Практично го ограничуваме времето. Потоа, ограничуваме простор и место каде може да се користи. На ручек нема мобилни телефони. Кога поставуваме ограничување, што е многу важно? Деца, поготово тинејџери, се многу бунтовни. Не е добро само да им кажеме остави го телефонот, зошто јас така кажам. Тоа не е доволно. Туку, треба да следи некакво објаснување зошто треба да го оставиш телефонот. Зошто не е во ред пред легнување да користиш телефон. Значи, треба образложение, треба родителите да бидат информирани дека таа плава светлина пред легнување, ако детето седи со телефон, а и тие самите, ако заспиваат со телефон, таа плава светлина во која очите гледаат, всушност му дава на мозокот информација дека е надвор ден. А за да се лачи мелатонин, го викаме хормон на ноќите, иако не е хормон во класична смисла, за да се лачи мелатонин, неопходно е, тој се лачи во најголеми количини во затемнета просторија. Па тука децата после имаат проблем со несоници, тешкоти во заспивање и така натаму. Значи го ограничуваме и местото, не само времето, туку и местото. Но најважно од се е разговор и комуникација со деца.
Другата препорака би била структурирано време. Поготово слободното време, да биде структурирано со убави активности. Одржувањето на целокупната благосостојба во дигиталната ера бара заштита на дигиталната безбедност и приватност. Во контекст на благосостојбата, дигиталната отпорност им помага на луѓето да се справат со тешкотиите на интернет, како што се сајбер малтретирањето, онлайн вознемирување или изложеност на опасна содржина, додека ја зачувуваат нивната општа благосостојба. Ако не работиме на свесност што правам, колку го користам телефонот, во кои се сегменти задира, јас всушност, и ако од време на време не си правам дигитален детокс, едноставно ни го преокупира секојдневието во целост. Планирањето редовни временски периоди без технологија му овозможува на мозокот да се освежи, помагајќи ја когнитивната и емоционалната рамнотежа. Со примена на практики како што се ментален фокус, физичка активност, социјална поврзаност и контролирана изложеност на стресни фактори, можеме да развиеме отпорност и да ја подобриме сопствената психофизичка благосостојба. Во моментов во светски рамки е актуелен еден термин – дигитална хигиена. Што представува дигиталната хигиена? Па дигиталната хигиена е слична на личната хигиена, но за нашите уреди. Тоа се нашите секојдневни навики што ги применуваме за да ги заштитиме нашите податоци, нашите уреди и све што постои во дигиталниот свет. Тоа е еден вид на дигитална хигиена, со тоа што ние треба да се грижиме како што се грижиме за нашето здравје, така и за дигиталните податоци. Колку децата исто така може да бидат ранливи во дигиталниот простор и колку треба да ги заштитиме децата во тој дигитален простор? Па децата реално се најранливи во овој простор, затоа што они се цело време онлайн и цело време гледаат работи и многу е важно децата да знаат не само технички, туку и етички како да се справуваат со тоа, како да видат дека доколку нешто е манипулација, дека е манипулација и на кого и кога треба да го пријават тоа. Тоа е многу важно и затоа предлагам или родителите или по училиштава што се професорите за да почнат помалку да им зборуваат на децата за сајбер хигиена, што значи, како не да се заштитат, кои видови на манипулации постојат, затоа што во денешното време има многу видови на работи каде што ќе направи све за да ти украде податоците што тебе ти требаат, а децата не се свесни за тоа. Во многу земји веќе почна практикувањето на создавањето на зони за дигитален детокс. Пред да објасниме што тоа значи, што е воопшто дигиталниот детокс? Па дигиталниот детокс е реално треба да се исклучуваме од уредите што ги имаме, од социјалните медиуми. Јас бев лани во Шведска и они имаат еден терм што го користат фика и кој имаат таков вид на како предручек нешто, значи исклучуваат све од апаратура и не постои кај нив или мобилен или социјален медиум или лаптоп или нешто. Кога имаат фика они се фокусираат на тоа за да прават некој брейнсторминг, да се социализираат повеќе. Меѓутоа истото сум го видел и во UK. На сличен начин и они го прават ова за да се дислоцираат или дистанцираат од дигиталните уреди. Да, веќе во светот се повеќе земји почнуваат со практикување на зони во кои што дигиталните уреди нема да бидат достапни, со цел да се сопре она негативно влијание кое што предизвикува зависност од дигиталните уреди, но и кое што влијае и стресно, а дополнително и безбедносно врз сите нас. Како сме кај нас? Дали овие практики ги имаме и во нашата земја? Па овие практики сум видел кога прават тимбилдинзи, пример, некои малце поголеми компании што се во нашата држава имаат некој сегмент таков, каде што веќе почнува да се применува тоа. Меѓутоа, таа свесноста треба ние да имаме самите, за да видиме кога сме уморни, реално дека треба да се дистанцираме од социјалните медиуми, затоа што стварно некогаш креира и стрес, има и говорна омраза, има различни работи кои што на нас не поврзува со ништо, меѓутоа сепак се соочуваме со тоа како информација. Се чини дека сме пребукирани со информации кои што постојано ни се достапни и на некој начин создаваат дополнителен напор кај нас.
Да, токму тоа и тоа фактички е еден вид на гнев што го креира кај нашата популација, за да тој дигитален детокс се размислува малце подлабоко и луѓето почна да го применат, доколку се гледаат себе си дека имат некоја си анксиозност, дека не може да се фокусираат во секојдневието, значи треба да се елиминира и да се почне барем по 1 час дневно или да се направи пример во кујна нема да користиме, во домашни услови нема да користиме уреди или нема да имаме интернет. На тој начин треба да се почне да се размислува за да се малце социализираме повеќе со семејството, со пријателите и да се дружиме малце повеќе. Сакате да кажете дека треба да направиме на некој начин само регулација во поглед на практикувањето на дигиталните уреди? Па да, реално така треба да се направи. Јас пример лично имам офлайн мод кога го применувам кај мене и тој офлайн мод ми овозможува или да читам нешто, некоја книга, или да пешачам, или да се дружам со децата, со семејството и така натака. Значи ова е добар чекор. Барем 1 сат дневно ќе не врати малце во реалност, зашто цело време сме во медиумите активни. Мислам дека се уште ни треба време, затоа што како прво треба да го смениме мајндсетот, што сакаме ние да постигнеме, за да постигнеме еден таков вид на дигитален детокс. Реално сите сме свесни што се случува и го гледаме тоа во нашето секојдневие и доколку не превземеме нешто барем од кај нас, од кај нашето семејство по тесниот круг, мислам дека ќе ни треба доста време да се опоравувам од таа закана, од тие последици, да. Како етички да ги употребиме или што значи етичка употреба на дигиталните уреди? Па етичка употреба, значи има големи предизвици сега со актуелноста на вештачката интелигенција, значи најголемиот предизвик е што технологијата напредува побрзо од етиката. И имаме алгоритми што одлучуваат кој добива кредит, кој влегува на факултет, па дури кој ќе го препознае камерата. Реално, веќе постојат такви системи. И ние, ако не ги поставиме вистински прашањата сега, пример, подоста би можело да биде многу касно. Етиката треба да почнеме да ја примениме од себе, како што спомнав. Јас, пример, во моето семејство применувам некој вид на етика, за да они почнат да се дистансираат од уредите. Така и свесно ние сами треба да го почнеме тоа да го применуваме во нашите животи. Вие сте и председател на ВИ сега. Што точно се вашите цели, што ви е концептот во таа насока? Значи, ВИ-СЕА како организација е прва платформа во земјава каде што е посветена на одговорен развој на вештачката интелигенција. Нашата мисија е да ја донесеме ова тема поблиску до граѓаните, преку едукација, преку критична дебата. Во моментов се приготвува еден регионален извештај, каде што е вклучена и една SWOT анализа, за да покажеме каде се државите во регионот и каде е Република Северна Македонија во однос на тие држави, направена на таква компарација, за да почнеме и ние да бидеме во тренд во оваа технологија. Светот брзо се менува како резултат на практикувањето на вештачката интелигенција. Колку треба да се брза навистина со употребата на вештачката интелигенција со оглед на тоа дека не очекуваат и бројни предизвици? Така. Значи, вештачката интелигенција веќе е во нашите телефони, апликации, социјални мрежи, реклами. Дури е во еден вид на како ни се прикажуваат на нас вестите. Значи, тоа е еден вид профилирање и тоа го моделира нашето внимание, нашите вкусеви, па дури нашите размислувања. Значи, проблемот е што често мислиме дека ние ја користиме неа, фактички таа не моделира нас како профили за да ни пласира информации кои што можеби не ни требаат и затоа е важно дигиталниот детокс да се примени и во секојдневието.
Да, интересно е дека денеска навистина технологијата е насекаде околу нас, меѓутоа од друга страна многу често кога сме осамени, токму излезот од осаменоста го бараме во рамки на технологијата, во борба по некаков лајк, во борба по некакво споделување, во борба по некаква реакција на она што го споделуваме на нашите медиуми и некако забораваме дека осаменоста се лечи преку збор, се лечи преку прегратка, се лечи преку допир. Од друга страна исто така не сме да забораваме дека е многу важно кога некој ни е подалеку, па ја користиме технологијата, само да му пишеме дека нели му посакуваме убав ден, ни значи, би сакале да го гушнеме и слично. Така што има две страни на технологијата, колку едната нели ја промовира, би рекла, осаменоста, од друга страна колку може да ја намали или да ја зголеми истата. Така, значи, кога зборуваме за благосостојба или ментално здравје, и така како е важно да бидеме свесни дека менталното здравје значи еден дигитален детокс. Меѓутоа, од друга страна, на социјалните медиуми имаме многу вежби, многу активности кои што може да ни го подобрат нашето ментално здравје или нашата благосостојба. Можеме денот да го започнеме со медитација, со јога, во зависност од тоа како ќе ги користиме дигиталните алатки, од тоа зависи колку ќе се обидеме или ќе успееме да на некој начин или имаме една дигитална благосостојба. Има една алатка која што нели и не една, неколку алатки кои што се бесплатни, а кои што не се никакви, да речеме 21 ден челендж или предизвик кои што ни помагаат да видиме како ние напредуваме во нашето ментално здравје и нашата благосостојба, правејќи секој ден различни активности кои што некако нели телефонот или медиумите ни помагаат да се движиме низ тие активности. Не треба ние да им бидеме робови на алатките, туку они да ни бидат наш слуга или роб. Има многу истражувања, не само во светот, туку и кај нас, и оние најчести податоци кои што ни ги покажуваат се дека дури 37% од младите на сабајле се будат недоволно наспани, а тоа подразбира дека нели имаат проблем и со менталното и со физичкото здравје, а последицата од тоа е и проблем со концентрација. Има еден така наречен феномен на FOMO или страв дека ќе бидеме отфрлени. Што подразбира тоа? Многу често нели младите, а не само младите, ние сме делови од различни социјални групи на сите социјални медиуми, и стравот да се биде исфрлен не тера да навечер спиеме со пуштен телефон, да реагираме на секоја вибрација, на секој звук и со тоа автоматски не ги поминуваме сите оние фази на правилно спиење, немаме доволно длабок сон, немаме доволно REM фази и тоа значи дека се будиме со раздразливи, анксиозни, под стрес и тоа е една од главните последици. Дополнително, другите последици кои што не ги носат социјалните медиуми се споредба со останатите. Споредбата многу често знае да не прави несрекни, затоа што кога се споредуваме со другите, ние се споредуваме со некој што пласирал убава слика, убаво шетање, нешто кое што нели е убаво за сите и сакаме да го видиме, а многу често за голем дел од останатите е недостижно. Да, дигиталната благосостојба, нели, зборувавме долго време за нашата благосостојба и некако сега почнавме да зборуваме за дигитална благосостојба, односно можноста да се направи баланс помеѓу она што реално го правиме и она што секојдневно нели го спласираме на нашите медиуми. За мене дигитална благосостојба е да излеземе на прошетка со семејството, а да не го фотографираме и да не го ставиме тоа. За мене, пак ќе речам, дигитална благосостојба е да не ставиме стори, туку да креираме своја приказна, која што ќе биде полна со емоции, која што не мора да ја знаат сите, туку ќе остане помеѓу најблиските или оние кои што ја споделуваат истата. Дигиталната зависност е штетна зависност од дигиталните медиуми, уредите и интернетот, која се карактеризира со нивната прекумерна употреба на начин што има негативно влијание врз животот на нас корисниците. Дигиталната зависност е штетна зависност од дигиталните медиуми, уредите и интернетот. Таа се карактеризира со прекумерната употреба на дигиталните алатки на тој начин што предизвикува негативно влијание врз животот на корисникот. Дали дигиталната зависност е веќе расстройство? Штом велите зависност, тогаш влегува во групата на расстройство. Постои диагноза, односно веќе е влезено во меѓународна класификација на болести. Таа што се користи во Европа е МКБ, односно баш така меѓународна класификација на болести, 11-та ревизија.
и веќе во таа ревизија, исто така и во америчката е друга, односно таа е DSM, и таму е влезено како расстройство. И тоа расстройство се вика интернет зависност расстройство. И може да биде во адултната возраст, односно кај возрастни индивидуи, може да биде и во детската возраст. И во едното, и во другото се смета за расстройство и ги има сите карактеристики на зависничко расстройство. Кога викаме зависничко расстройство, велиме како зависност од било што друго. Да речеме зависност од некоја супстанца, или зависност од храна, или зависност од што и да е, од алкохол, се врти околу центарот на светот станува тоа. Влијанието што го имаат, пред се ќе кажам мобилните уреди, постојано ни се во рака. Ние сме постојано преплавени со емоции, постојано нотификации ни стигаат. И тоа се цело време стимулации за нашиот мозок. Па, да проверам ова, да видам ова, па тука е она појава FOMO или fear of missing out или страв да не пропуштам нешто. Тоа од една страна не води кон анксиозност, кон напнатост, кон тензија. Од друга страна, што год друго да правиме, ако цело време нешто ми титка од страна, имам проблем со внимание, фокус, не можам да си завршам работата, не можам да научам, не можам да сработам. И тоа пак доведува понатаму до когнитивни тешкоти. Од трета страна, овие уреди се така дизајнирани и така не ловат алгоритмите уствари, да всушност имаат адиктивен потенцијал. Постојано не бараат да и ова да го видам, и ова да го видам, и ова да го видам. И секоја таква следна дразба всушност, што значи? Го активира во мозокот така наречен допамински круг на задоволство. Всушност, тоа е истиот круг што се активира и кога имаме работа со со алкохол, со супстанции, со онлайн коцкање или секаква форма на коцкање, така што станува збор за еден сериозен проблем и тоа е еден потенцијал што го има да ние секоја следна фаза уствари имаме потреба од се повеќе и повеќе да го имаме телефонот во рака. Зависноста од технологијата не е формално препознаена како нарушување, но се повеќе експерти веруваат дека прекомерната употреба на технологија и уреди е многу реална зависност во однесувањето, што може да доведе до физички, психолошки и социјални проблеми. Доколку велиме зависност од дигитални апарати, дали е тоа мобилен, лаптоп, таблет, телевизор, што и да е, но најчесто се мобилни, тогаш центарот на светот е тоа. Значи, како да стигнам, што значи центарот на светот? Тоа подразбира како јас да стигнам до интернет, да речеме, или да стигнам до мобилен, па преку мобилниот да стигнам до интернет. Доколку не е интернет во детската возраст, не мора да биде поврзано со интернет, збориме за рана детска возраст, значи негде од предучилишна возраст, таму е поврзаност повеќе со апаратите, односно најчесто се тоа е некои игрици или некои кратки видеа или така наречени шорцови, кои што за многу кратко време, значи за неколку секунди, менуваат, има многу стимулуси, и звучни, и во вид на бои, и се менуваат фигури и пораката. Значи тоа е многу кратко, ама многу јако. И со самото тоа што е кратко и јако, како и некоја супстанца, да кажеме, во вид на дрога, е многу адиктивно. И заради тоа, не знам дали сте забележале вие мали деца кои држат мобилен телефон, што им дават мобилни или нешто такво таблети, и они само врткаат, токму заради тоа, затоа што ќе има карактеристиките на било која друга зависност. Тоа подразбира цело време јас мислам со паметот како да стигнам до тој апарат, односно ако станува збор за мало дете, ако мајка му и татко му не му даваат, да одам кај баба ми, да одам кај дедо ми, затоа што они ќе ми дадат. Доколку не е така, да ги молам да не знам што да правам и слично да бидам упорен, да бидам пркосен и само да стигнам до тоа. И после тоа се јавува типичен знак толеранција, како и кај супстанците, како и кај алкохолот. Односно, веќе станува се повеќе и повеќе ви треба време, не можете да се одлепите од тоа, односно имате потреба да што подолго време бидете поврзани со некаков апарат. И доколку станува збор за интернет, тоа, ајде да пробуваме за поголеми деца или за возрастни индивидуи, односно и формирани личности или адолесценти, тогаш е врзување, ставање, односно не како да кажам,
огромна потреба да се биде во достапност, односно да имате интернет. Тоа е безфункционално, односно не ви треба интернет за да пратите, да речеме, некој значаен мејл или нешто такво да направите, да се искомуницирате кој што е поврзано со работа или со училиште, туку едноставно да се ставите на интернет, односно да имате конекција со интернет и потоа да сурфате, односно да прелистувате без врска. Тоа не мора да биде социјални мрежи, односно Instagram, TikTok или Facebook или што и да е, тоа може да биде обично скролање. Значи врткање без веза, тотално безцелно. Може да биде играње игри. Може да биде коцкање, што е многу страшно. Односно тоа е онлайн коцкање што е и пострашно отколку коцкањето вака во живо, да речем, иако сме ние обкружени со многу коцкарници на секој чекор. Но онлайн уште поопасно заради тоа што се седите дома во некој безбеден простор, односно имате некоја интима, никој не ве гледа или тоа дури може да го правите и на работа. Постојаната изложеност на екраните влијае врз менталното здравје, особено кај децата и младите луѓе. Во рана детска возраст, бидејќи мозокот е во развој, многу штетно, односно имате истражувања кои што споредуваат деца на рана училишна возраст, споредуваат деца од сегашноста, споредени со деца од минатото, да кажеме, од некоја минато во однос на нивните когнитивни способности, когнитивните капацитети, односно какви задачи за колку време нели тие можат да ги решат. И за жал се добиваат разочарувачки, токму заради тоа што сето тоа влијае на неможност и на многу работи. Биолошки промени, кога велиме биолошки, негативно влијаат на развојот на мозокот, особено на оние делови кои што се битни и за мислење, и за внимание, и за емоции. Зошто тие се, да речеме, внимание, мислење, памтење, интелигенција, се когнитивните функции, заради тоа што вие, доколку станува збор за дете, кое што е врзано за телефонот и гледа таму видеа или игри овона кои што му се менуваат многу брзо, за многу кратко време, прави многу стимулуси и брзо го пренесува вниманието од една на друга активност. Тоа дете не може да се научи да задржи внимание на било каква ментална задача. И доколку дојде пред училишна возраст, кога веќе треба да се спремен или за училиште, тие деца не можат една песничка од 4 реда да научат. Разбирате? Токму заради тоа. Не заради тоа што немаат интелектуални капацитети вродено, да кажам, туку заради тоа што имаат потешкоти во однос на овие другиве работи, односно вниманието, не може да задржи внимание на една ментална активност подолго време и не може да нема истренност и доследност за да го запамти тоа. Нели треба се повторува, за да го запамтите и после да го репродуцирате. И после сите тие работи се одразуваат и емоционално, односно на план на емоции, доколку вие имате дете кое што е зависно од било каков апарат, доколку се обидете да му го тргнете, тогаш манифестира значајни емоционални потешкоти. Или, пак како што ќе кажам, се врти околу телефонот или околу таквото нешто, и доколку се обидете да му го тргнете, ќе манифестира пркос, лутина, бес, излив на вознемиреност, неисхранување или да речеме јадат без врска, не знаат што јадат, гледаат во било што е околу нив, дали е телефон, телевизор и слично, немаат контакт со храната, не го доживува вкусот, туку само гледаш побрзо да се најаде, за да може да се врати на оној стимулус кој што го привлекува многу повеќе вниманието. Прекомерното користење дигитални уреди и поврзаноста на интернет и социјалните мрежи се поврзува со зголемен стрес, намалена концентрација и ослабено внимание. Најчесто кај младите она што го гледаме како појава, како симптоми е иритабилност, раздразливост. Јас имам во мојата пракса родители кои што на своето 10-годишно дете се обиделе да му го одземат телефонот и посоветувани дека времето што го поминува е навистина многу, детето оди во кујна, зема нож и ги напаѓа. Значи, чувството е, се чувствуваат ужасно загрозени ако се обидете да им го земете телефон. Други симптоми би биле анксиозност, вознемиреност, депресивност, чувство на досада, ако нема телефон, како сте живееле вие без интернет?
Нашиот нервен систем не е дизајниран за постојаното процесирање информации од медиуми и бомбардирање со информации. Најголема штета може да направи кај деца и кај млади, особено во развој, затоа што мозокот ние не се раѓаме со сите функции подеднакво развиени. Мозокот со својот развој, да кажеме, привршува, само ова е посимплифицирано кажано од моја страна, мозокот е многу покомплексен, некаде околу 25-та година. Значи, до 25-та година, сите влијанија што ги трпи нашиот ум, прават многу поголема штета, отколку ако истите тие влијанија се случуваат после 30-та, 40-та и така натаму. Иако и на таа возраст може да направат проблем. Во тој контекст, што се случува на многу фронтови е всушност влијанието на социјалните мрежи, дигиталните уреди, влијае прв и еден од, или барем во мојава пракса овде во Когниција што гледаме, голем проблем постојано се на телефон младите луѓе. Социјалната комуникација. Иако они имаат чувство дека се цело време поврзани, меѓутоа социјалната комуникација е површна. Они не комуницираат директно, контакт со очи нема. Не знаат момчињата, девојчињата да се додворуваат, да флиртуваат во живо. Се претходно мора да е подготвено на Инстаграм или на... Да, мислам, тоа е еден проблем е социјалната комуникација. Потоа, тоа води до социјална изолација. Самата изложеност на TikTok, на Инстаграм и на сите останати мрежи што се. Всушност, тоа не се реални животи, тоа се представени животи. Младите луѓе се уште немаат критичен ум кој што ќе направи селекција дека ова е реално, ова не е реално. Па тука доаѓа споредувањето. Споредувањето од своја страна прави исто така голема штета, нели? Тој изгледа вака, не знам, има мускули или има не знам каков телесен изглед или патува не знам каде. Извонредно штетно влијание има врз личната самодоверба. Чувството јас не сум окей. Наеднаш сите други стануваат подобри, а јас не сум окей, јас не вредам, не сум интересен. Тоа е од една страна. Од друга страна, ќе објават нешто на стори или на како и да е. Ако нема доволно лајкови, повторно тоа всушност се зацврстува потребата од надворешна валидација. Нели не е валидацијата што јас мислам за себе или што сум стекнал како информација од околината низ искуството, туку надворешна валидација, колку лајкови има. Ако немам, не вредам, не сум интересен и така натаму. Така што борбата сега се префрла на еден друг фронт. Тоа е следено од психолошки аспект. Може да доведе малку подалеку ако отидеме, може да доведе до појава на анксиозни или депресивни симптоми. Истражувањата покажуваат дека долготрајните интеракции со дигиталните уреди можат да придонесат за ментален замор и емоционална вознемиреност. Статистиките покажуваат пораст. И баш заради тоа дека има пораст е влезено веќе како растројство, значи веќе има шифра да кажеме, односно има таква диагноза. Токму заради тоа, така да и ние не сме изолирани од светот. Тоа што се случува надвор се случува и тука. И кај нас ние забележавме особен пораст во текот на пандемијата. И токму заради тоа не само со интернет зависничкото однесување, туку и со почеста злоупотреба на алкохол и супстанци. И токму заради тоа се укажа потреба да се отворат групи, па подоцна, односно сега овие групи веќе поминаа во посебни сервиси, така да имаме ние кабинет за третман на зависничко однесување од интернет, коцкање и некоја друга злоупотреба на или само злоупотреба на супстанци. За да се заштити менталното здравје, од клучно значење е да се одржи здрава рамнотежа и да се практикува внимателна употреба на технологија. Некогаш не се знае што е кокошката, што е јајцето. Значи, дали е првото анксиозноста, депресивноста, па потоа врзувањето за се што е дигитално или обратно, одвојувањето, па имате класични абстиненцијални кризи, како кај било која друга зависност. И ова дали се препорачува, не се препорачува нагло одвојување.
Значи, како и било што друго од што сме зависни, дали се таблети, тоа го заборив да го кажам, кај имате многу сериозна зависност од анксиолитици, односно од бензодиазепини. Не само кај нас, секаде. И така да кај било кај друга зависност, вие не можете нагло, особено адолесценти, да му кажете од утре ти се нема да се ставаш на интернет или нема да користиш мобилен телефон, значи тоа нема шанси. Тоа оди постепено и во меѓувреме се користат и многу други техники, значи психолошки, психотераписки и евентуално ако има потреба и фармаколошки, за да може тој процес малку подолго траене, додека да се сведе на забрането користење, туку на умерено користење на се што е дигитално и вклучувајќи го интернетот. Покрај дигиталната зависност и последиците по здравието, дигиталната средина има проблеми и со приватноста и безбедноста. Изложени се на сајбер насилство. Ако не знаат, а на таа возраст не умеат ниту да препознаат сајбер насилство, не знаеме од другата страна, нели, тој што е спроти нив, тоа не се рамноправни партнери, често се многу повозрастни, многу лесно може да бидат подведени. И тука доаѓа до сведоци сме на длабоки депресивни кризи кои што се проследени со депресивни мисли, со обиди за самоубиство. Дури од ова ви го кажувам од пракса и стварно е страшно. Добиваме информации дека они си разменуваат информации за самоповредување, каде се сечат, како се сечат, со каков жилет, каде наоѓаат жилет, како со горење. Потоа, самоубиство, идеи, се инсталираат идеи дека животот не има смисла, животот не е вреден, сум искусил така, се што сум можел во животот, со што сега да постојам понатаму. Така што тоа е од тој аспект влијание. Друго исто така многу штетно влијание од когнитивен аспект е на внимание и концентрација. Кога имаме лош фокус, лошо внимание, неможност да се концентрира, тоа дете понатаму не може да научи лекција, не може да напише проект. Сајбер заканите, онлайн измамите и говорот на омраза можат да ја доведат во опасност финансиската безбедност и личните информации на луѓето. И играњето видеоигри онлайн може да прерасне во зависност. И да, станува збор за зависност. Онлайн гейминг, например, онлайн играњето игри е класифицирано веќе како зависност. Да не зборуваме за онлайн коцкање и така натаму. И бара стручен пристап со лекување ако се стаса до тоа ниво. За жал, во случај на дигитална зависност, по третманот за лекување често се случува повторно враќање на зависноста. Многу лесно може да се навлечеме на се што ни се нуди преку дигиталната технологија, односно особено интернет. Така да постои ризик, се разбира, ама заради тоа постои долготраен, како да кажам, третман и следење на состојбата и учење како да се живее и да се користи технологијава која што не може да кажеме дека е штетна, ни помага. Се разбира, добиваме многу информации многу брзо кои што ни се корисни, ама постои се друго кое што е некорисно. На почетокот ме прашавте дали влијае на секојдневното, кога станува болест, тогаш кога не можеш да функционираш. Доколку е ученик, доколку не може да оди на школа, на училиште, да следи настава. Дигитална еластичност значи да бидеме свесни, да ги развиеме нашите вештини, агилност и самодоверба во користење на новите технологии. Одговорната дигитална употреба, заштитата на приватноста и безбедноста, балансирањето помеѓу технологијата и другите аспекти на животот се од клучно значење за свесноста за можните недостатоци во дигиталниот свет. Едно норвешко ново истражување открива дека поминувањето време на мобилниот телефон пред спиење може да резултира со поголеми проблеми околу квалитетот на спиењето и намалувањето на сонот. Резултатите покажуваат дека секој едночасовен пораст на користењето екран ја зголемува можноста за појава на несоницата за 59% и го намалува времето на спиење за 24 минути.
Движењето дигитален детокс се појави во 2010 година во САД, како реакција на брзиот раст на употребата на паметните телефони и другите паметни уреди, како изголеменото значење на социјалните мрежи и постојаната достапност што произлегува од новата технологија. Наша препорака: вежбајте денес дигитална свесност. Паузирајте пред да постигнете по вашиот уред и запрашајте се дали е приоритетно да го отворите телефонот. Дигиталниот детокс има бројни придобивки. Намаленото време на интернет придонесува за пониски нивоа на стрес, анксиозност и депресија. Исклучувањето од дигиталните уреди овозможува одмор од постојаниот наплив на информации и известување. Ке имате повеќе време да се сконцентрирате на задачите што треба да ги завршите, што доведува до зголемена продуктивност и ефикасност. Со минимизирање на активностите на e-поштата, социјалните медиуми и други работи кои ги нуди интернетот, можете целосно да се посветите на важни проекти и активности. Помалку време поминато на екраните значи повеќе време за физички активности. Свесното, временско одрекување од дигиталните уреди и соодветните медиуми има за цел да го поврати загубениот квалитет на животот и истовремено да ја зголеми креативноста и перформансите. Поставувањето ограничувања, вклучувањето во дигиталните детоксификации, учеството во офлайн активности и давањето врвен приоритет на грижата за себе, како и на интеракциите лице в лице, може да биде добра одлука за нас и нашето здравје. Мора да бидеме свесни за влијанието кое дигиталната технологија го има врз нашето ментално здравје и да преземеме проактивни мерки за да обезбедиме нејзино разумно користење. Тоа беше се во оваа приказна. Довидување до следната.